Во Скопје многу пати снимавме како не треба да се грижиме за своето, како не треба да изгледа главен град на сериозна држава, меѓутоа можеби е сега вистинско време да направиме едно видео како треба. Можеби не постои подобро место од тоа, од Љубљана, од Словенија. Словенците изминативе години од нивната независност во 90-тите години да сега покажаа многу добро како треба да се грижи за своето и како се сака својата држава и заради тоа се на тоа ниво. Во неколку минути ќе направиме една проста обиколка на нивните назначени објекти и оние објекти кои што ги снимавме во Скопје изминативе месеци, да видиме една споредба чисто како изгледаат тие во Словенија, држава со околу 2 милиони жители, исто како Македонија. Почнуваме од центарот на градот. Ова пред нас е Тромостовје, односно нивниот најголем мост, да речеме како кај нас што е Камени мост, ова е нивниот најзначаен објект. За разлика од Камени мост, кој што е претворено јавно WC, тука хигиената е на највисоко можно ниво. Може да видите самото корито на реката е добро регулирано, чисто, уредно. Значи тие слики што ги гледаме во Скопје, со цели диви депони, тука се просто незамисливи. Една убава, чиста река, одржувана, со кеј одржуван. Тие слики што ги гледаме кај нас, ќе речеш две европски земји, меѓутоа како на два различни континента да живееме, а не дека сме биле пред 30 кусур години, пред 40 години во една иста држава. Одиме на другите локации да ви ги покажам најзначајните државни објекти и како тие практично треба да изгледаат, школски. Исто како во Скопје, каде што парламентот се наоѓа непосредно до центарот на градот, до главниот плоштад, така е и во Љубљана. По улицата Чопова, едно од подобрите пешачки патеки, се стигнува до овдешното собрание. Ќе ви покажам како изгледа тоа. И уште поважно, што има околу. На главната пешачка патека, овие што ги гледате како букви, практично е текстот на словеничката химна. После неколку минути стигнуваме во близина на словеничкиот парламент. Сега замислете дека се наоѓаме негде измеѓу домот на РМ во Скопје и помеѓу парламентот, каде што има див паркинг, каде што има човечки измет, каде што е ситуацијата катастрофа, каде што дури пратениците се паркираат по околните тревници. Видете тука како изгледа. Значи се е под конец, од сите страни државното знаме. Ова е практично од страната самото собрание. Цревниците како што треба. Патеките со асфалт, не со ние ружни бекатон плочки кај нас што ги стават и кај што треба и кај што не треба, скоро нигде не треба со тоа песокот измеѓу и прашините што летат. Еве го. Словеничкото собрание. Сега ќе ви покажам како изгледа од напред. Вака треба да изгледа највисок државен објект во една сериозна држава. Не само за роденоста, не само за самиот објект и околината, не само заради знамињата, практично овие се знамињата на Европската Унија. Туку што е карактеристично? Како што може да видите, околу нема билборди, нема големи рекламни паноа, само споменици и знамиња. Зошто? Заради тоа што ова ја символизира државата. Во Скопје, за жал, кога ќе застанете пред собрание, видите околу како изгледа, полно е со рекламни некакви си паноа, полно е со билборди, практично изгледа како некој околина на некој ефтин шопинг мол. Визуелно испраќа навистина многу силна порака за тоа колку е сериозна државата и колку си ги почитува своите институции. И за разлика од македонскиот парламент, тука ги нема оние железни југословенски метални барикади, покрај тоа што сите оние кои што следат словеничка политика, претпоставам дека знаат тука многу често дека има протести, се пастуваат полициски барикади кога треба и веднаш потоа се отстрануваат. Кај нас скапуваат така со години, правевме 100 прилози за тоа, на никој ништо не му смета, цитираме лабаво напред. Стигнавме, ова се дел од факултетите, исто во центарот на Љубљана, дел од Љубљанскиот универзитет. Вака изгледа факултетот за фармација. Се е чисто, средено, од диви депони, нормално срам е ни да помислам, а не пак да се случи. Овие не ја живеат таа реалност. Веднаш до фармацискиот факултет е факултетот за радио, телевизија, драма и филм. Повторно ќе кажам, ништо луксузно, ништо спектакуларно, едноставно, уредно, пристојно, достоинствено.
достоинството тоа што највеќе нас не фали. Дојдов од другата страна, не случајно се сеќавате на едно видео пред околу 2 недели како изгледаше околината на универзитет на УКИМ и тоа срамно што се случуваше тамо. Да не гледаме само од напред што се случува тука и дека се е среден, да видиме позади. Не сум изненаден. Чисто, уредно се селектира отпад, уреден паркинг простор, клупи за одмарање, убав тревник, стари зидини кои што физички го одвојуваат кампусот, односно факултетите од околните згради. Како и во цела Словенија, знамињата сегде им се поставени, тука нема дилема. Ние со прилози се мачевме на министерствата да ги ставиме у Скопје. Да видиме сега како изгледа нивната универзитетска библиотека. Нашата е национален срам, веќе видовме. Да видиме како словенците вложуваат во своето образование и како се грижат за оној дел од нивната нација кој што ќе треба да продолжи да ја води Словенија напред. Словеничката универзитетска библиотека. Еве го објектот. За стилот нема да зборуваме, различни се од нашата универзитетска библиотека, меѓутоа правиме споредба на опкружувањето и уреденоста. Практично не може ни да се спореди тоа што гледаме во Скопје. Еве ги скалите тука, знаете во Скопје беа со измет намачкани. Тоа е разликата практично. Оваа населба сега кај што се движаме некои 4-5 км од центарот на Љубљана, се вика Фужине и не е избрав случајно, интересно е што многу потсеќа да речеме на Скопско Ново Лисиче, згради градени во 80-тите, ајде социјалистички стил за време на Југославија, какви што многу често ги гледаме во Скопје. Меѓутоа кај нас се со доградби, надградби, изљупени со реклами. Сакав да ви покажам тука како изгледат истите такви згради. Сега замислете дека сме во Карпош 3 или 4, или во аеродром или во Лисиче. Зградите слични. Меѓутоа, прво што приметувате, ѓубре нема нигде. Контейнерите уредни за селекција на отпад, органски отпад, стакло, амбалажа, пластика и така натаму. Пред секој влез пристип за инвалиди, паркинг за точаци. Ова е честа гледка да локалните жители што живеат во овие згради сами си ги средуваат дворовите, а не чекаат само од општина. Ова во Љубљана и во другите градови можете многу често да го видите. Вака треба да изгледа секоја скопска населба. Тука апсолутно нема ништо луксузно. Нема, не знам, какви фасади прекрасни социјалистички блокови, меѓутоа чисти и уредни. Тоа е таа елементарна пристојност за која што зборувам цело време и што треба да ни биде нашата цел. Овие стари згради се обновуваат, гледате дека фасадите им се прават. Дел од зградите, да речеме 30% веќе се обновени. Нешто што сакаме да го видиме во Скопје, каде што некои населби сепак се работи на фасадите, меѓутоа тоа што најмногу не боли е што центарот на градот, не зборам само за оние згради кои што сакаат да ги направат барокни, туку и оние обични згради, да речеме, кои што живеат луѓето, фасадите им се во катастрофална состојба, гледаме дека тука интензивно се обновуваат. Тоа што е исто добро за разлика од нас, што пред сите згради автомобилите, колите се правилно паркирани, сите места се обележани и практично е невозможно да се најде автомобил или кола паркирана на место каде што за тоа не е предвидено. Ова е локална детска градинка и тоа што е особено важно, ваква дискусија имаше кај нас пред сите образовни институции, дури пред градинките, словеничкото знаме секогаш стои и тука нема апсолутно никаква дилема. Практично тоа не може да се изостави никогаш и нигде. Пред секоја зграда има столчиња и интервенциски пат кој што е наменет исклучиво за брза помош и за пожарна. Тука апсолутно не сме никој да се паркира и да се паркира, верувајте дека луѓето што живеат тука за неколку минути ќе реагираат. Со овие работи, за разлика од нас, за жал, во Словенија нема апсолутно никаков компромис. Ова е било се од Љубљана. Ова видео може би било корисно во пресрет на кампањата за локалните избори.
а да не се занесуваме со многу големи работи, туку да научиме најосновните работи, најелементарните како се прават. А уште еднаш ќе кажам дека нема подобар пример за тоа од Словенија, каде што во овие населби, кои што се многу слични на скопските населби, е буквално се под конец. За ова не треба ни многу пари, за ова не треба не знам какви проекти, ова е таа елементарна пристојност која што мора да ја добиеме доколку сакаме да бидеме нормална држава и да не служиме за потсмев на сите.